Шукарат, добра вечер. Јас сум Шена Симер од Сдружение на граѓани Рома Верзитас. Денес во улога на модератор на овој наш заеднички ораторски настан. Денешниот настан во одредна кампања 2020 и роми за минатото, сегашноста и малку повеќе за иднината. Иако беше замислен малку поинаку, сепак како таков наш заеднички настан го прогласувам за отворен. Celim lungone dromena so malagilim bahtale romena so Целиот свет, вклучувајќи и нашата држава, Република Северна Македонија, се соочува со кризна и вонредна состојба поради коронавирусот, која на сите ни е позната. Живееме од дома, работиме, комуницираме и се дистанцираме од нашите домови. Излегуваме на кафе, на нашите балкони, одиме на гости во дневна, се дружиме во нашата соба, но денес настан ќе направиме онлайн, затоа вклучете ги вашите компјутери и телефони за да бидете со нас, зашто Рома Верзитас мисли на вас. Рома Верзитас и сите ние не бевме во можност да го обележиме и да ви го честитаме од прва рака. Но затоа, од се срце ви посакуваме вечен 8 април, меѓународниот ден на ромите. Кризната и вонредната ситуација најчесто го вади на површина најлошото, но и најдоброто од луѓето. Гласи една позната изрека. Рома Верзитас денес, заедно со вас, ќе биде светок на упорноста на нашите оратори и нивните говори. Некои од тие говори може да ве потсетат, некои може да ве вратат нешто ќе ве почукне и освести, но друго пак ќе ви отрне од вашето внимание. Кон еден поглед или момент на вистината. Нашите оратори од најразлични градови во Македонија, кои работеа онлайн под менторство на доцент Марко Картолица од Правниот факултет Јустинијан I и логистичката поддршка од тимот на Сдружение на граѓани Рома Верзитас. Рома Верзитас постои уште од 2001 година. И слободно можам да кажам дека многу векни леп се изедоа, мислејќи символично на сите наши генерации, кои биле и се ќе бидат и дел од Рома Верзитас, тогаш како програма за образование на роми, поддржана од Фондација Отворено општество Македонија. А денес, како самостојна организација и авторитетен неформален коледж за образование на ромите. Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас денес е целосно поддржат од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта. Работиме со студенти роми, матуранти, алумнисти и наши лидери кои се дел од нашиот капацитет и потенцијал. Денес дел од студентите преку својот говор ќе ги искажат своите ставови, размислувања и ќе дадат своји препораки за подобрување на состојбата на ромите во Република Северна Македонија. Денешниот настан е поделен на 3 дела. Во првиот дел ќе ги проследиме говорите на Нејас Рушидов, Ајџан Маликовска, Хајдар Зекир.
Во вториот дел ќе продолжиме со говорите на следните три оратори. Ќе ги проследиме говорите на Ферзие Асановска, Борјан Ефтимов и Денис Арслановски. На крај доделуваме награда за двата најдобри студенти со нивни просеци на генерацијата или најдобрите оценки кои што аплицирале на нашиот повик и секако благодарници на ораторите. Го повикувам менаџерот на Сдружение на граѓани господинот Кристијан Ангелков. Повелете, господине Ангелков. Добро вечер на сите. Јас сум Кристијан Ангелков и сум менаџерот на Рома Верзитас. Пред се би сакал сите да ве поздравам и да ви посекам пријатна вечер и уживање при гледањето на овогодинешниот настап на јавни говорници. При самиот почеток на подготовките на овој настап, сите ние од тимот на Рома Верзитас имавме сериозен и фокусиран пристап, со оглед на тоа дека овој настап стана традиција на нашата организација и едно од нашите главни обележја. Уште на самиот почеток од подготовките бевме соочени со огромни предизвици и препреки. Тогаш не погоди коронавирусот и се доведе во прашање продолжувањето на подготовките за одржување на настанот. Се размислуваше дали да се продолжи понатаму или дали да се прекине. Во тие моменти, кај сите нас, постоеше некое внатрешно чувство дека не треба да се откажеме и дека треба да ја продолжиме долгогодишната традиција на Рома Верзитас. А тоа е продолжување со подготовки на овој настап и негово одржување. Веднаш потоа се наметна прашањето кој е начинот на кој овој настан треба да се одржи. Кои да ни беа опциите, едно беше сигурно. А тоа е заштита на сите учесници и чинители од коронавирусот. Здравието на сите нас беше пред се. Како што и во минатото, сека општествена криза кај човековото суштество буди иновативност и прилагодливост кон промени, така и ние одлучивме целиот овој настан да биде онлайн. Тука започна голем број на предизвици и иновативни решенија. Како и да е, помакотрапна работа на целиот тим на Рома Верзитас, денес ви го представуваме целиот настан и ве покануваме да останете и да уживате во него. Благодариме, господине Ангелков. Денешните ораторски настапи ќе ги отвори средношколецот Неас Рушитов од Скопје, средношколец во училиштето Асуц Боро Петрушевски Скопје. Ќе говори на темата за дискриминација во време на корона. Повели Неас. Седи си дома, не излегувај, биди безбеден. Често мии ги рацете. Мии ги најмалку 20 секунди. Ако мора да излезеш вон домот, држи растојание од најмалку метар и половина. Училишта затворени, факултети затворени, кафулиња затворени, ресторани затворени. Избори ке има, избори ке нема. Вонредна состојба ке има, вонредна состојба ке нема. Полициски час. На гледаната телевизиска програма деновиве Венко Филипче на пресконференција со податоци за денешната состојба со заболени од коронавирусот. Така некако изгледаат нашите денови во последните 3 недели. Чиниш сцени од научно-фантастичен филм. Преку ноќ светот застана и влезе во војна со коронавирусот. Влезе во војна со пандемија. Војна која предизвика драстични промени во нашето секојдневие. Повеќе ништо не е исто. Или пак не. Сепак постојат определени работи на кои што ништо не им може, ниту пандемијата наречена коронавирус. Работи кои се константно присутни во нашето секојдневие. Работи и кога има пандемија, но и кога нема пандемија. Зашто станува збор? Дискриминација, драги мои, дискриминација. Дискриминација врз роми. Па како поинаку да го толкувам настано со пепелиште? Прашувам денес пред вас. Која беше причината при спроведувањето на групен карантин во касарната во Криволак? Од предвидените 200 патници, само 9 да завршат таму,
а останатите да бидат пуштени во домашна изолација. Која беше причината 191 патник да завршат во своите удобни, топли и чисти домови, а само 9 патници да завршат во Валкани, студени простории со искршени кревети, без јастици, покривки и кебиња? Зарем е случајност што сите 9 луѓе кои завршија во вакви мизерни услови, во карантин, во Криволак, беа роми? Не. Тврдам дека не беше случајност. Исто како што не беше случајност и податокот дека само овие 9 луѓе беа задржани на границата кај Харгош, без вода и храна, повеќе од 19 часови. Евидентно е дека деновиве сме сведоци на раст на дискриминација и нееднаков третман при борбата со коронавирусот. Раст на дискриминација и нееднаков третман спроведен директно од страна на државата. Истата таа, која на ваквите појави треба да се спротивставува и против нив да се бори. Но наместо да се бори, ние сме сведоци како нејзини представници погрешно ни информираат дека најмногу нарушување на полицискиот час можело да се стретнат во рамките на општина Шуто Оризари. Информација која е целосно спротивна на полицискиот билтен на државата. Ваквиот билтен говори дека во рамките на општина Шуто Оризари немало воопшто нарушување на полицискиот час. Имајќи го тоа во предвид, си го поставувам прашањето. Која е потребата на ваквото погрешно информирање? Што сакаат представниците на власта да постигнат со таквото погрешно информирање? Која е потребата на представниците на власта да ги представат ромите како непослушен народ? Не. Ромите никогаш не биле непослушен народ и никогаш нема ни да бидат. Напротив, ромите секогаш биле лојални граѓани на оваа држава. Ако не ми верувате, тогаш ве повикувам да ја посетите општина Шуто Оризари деновиве. Ке забележите дека улиците се празни, мерките се почитуваат, сите се дома. Доказ за тоа е и податокот дека до денес немате ниту еден заболен од коронавирусот во Шуто Оризари. Заболени има ширум Скопје, но не и во Шуто Оризари. Зошто овие податоци не ги истакнувате, драги наши представници на власта? Зошто, драги наши медиуми, немате интерес да ја пренесете оваа слика преку вашите вестници, портали и екрани? Се сеќавам дека на стартот на пандемијата први стрчавте да направите новинарска репортажа од Шуто Оризари за непочитувањето на мерките од страна на ромите. Немавте детална репортажа од преполниот градски парк, од преполните кафулиња, од преполните бензински станици, но од преполниот пазар во Шуто Оризари моравте да имате детална репортажа. Тука лежал проблемот со непочитувањето на мерките. Но уште поинтересно е што сега ве нема. Сега, кога граѓаните на општина Шуто Оризари се убаво информирани за коронавирусот и кога мерките се почитуваат, тогаш никаде ве нема. Сега нема потреба од репортажа, откако трговците на општина Шуто Оризари самостојно ги затворија своите тезги. Тоа не е баш интересно за вас. Веројатно такви репортажи нема да ви донесат некоја посебна читаност и гледаност. Верувам дека сметате дека мала читаност и гледаност ќе ви донесе и репортажата дека ромите ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Иако, реалноста говори дека ромите многу потешко може да ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот, за разлика од другите етнички заедници во Македонија. Ке ми кажете, претеруваш, која е таа реалност, која толку многу влијае врз можноста на ромите да ги почитуваат препораките за заштита од коронавирусот? Па ќе ви дадам примери. Како очекувате да се мијат постојано раце ако цели мала каде што живеат роми немаат пристап до вода? Како очекувате да се имплементира самоизолација кога повеќе различни генерации на роми живеат во една иста соба? Како да се заштитиме ако едно ромско семејство живее од социјална помош, од една минимална плата? Како да следиме и да се информираме за препораките на представниците на власта, ако во нашите домови немаме струја,
Немаме интернет, телевизор, радио. Тешко, нели? Многу тешко. Затоа сакам да ви кажам дека во периоди на оваа пандемија воопшто не е лесно. Но уште потешко е да си ром. Голем дел од ромите имаат големи потешкоти да ги следат препораките на владата. Но сепак, со сите своји сили се трудат да ги почитуваат. И во тоа успеваат. А вие? Вие на таквата борба на ромите им враќате со тоа што различно се однесувате кон нив. Им враќате со нееднаков третман. Им враќате со манипулации, погрешни информации и создавање на лажна слика за нивната лојалност кон оваа држава. Тоа ми говори дека додека целиот свет е во војна со пандемија на коронавирусот, ние ромите истовремено сме во војна и со уште една пандемија. Пандемија на дискриминација, пандемија на омаловажување, пандемија на нееднаквост. Па затоа и не е лошо да застанете и да се запрашате на која страна од оваа војна сакате да бидете? На страна со ромите или на страна со пандемиите? Благодариме Нејас. Да, дискриминацијата е присутна на ромите и во овие тешки моменти на пандемија, која не зафати и нашата држава, Република Северна Македонија. За жал, дискриминацијата и во оваа состојба се уште е актуелна. Примерите кои ги посоочи првиот оратор треба да представуваат црвено светло на Република Северна Македонија. Треба да се почитуваат човековите права на секоја индивидуа без разлика на пол, етничка припадност и религија. Втората ораторка е студентката Ајџан Маликовска од Прилеп, студент на Медицинскиот факултет на насоката за општа медицина при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Ќе говори на темата животот во пандемија во извонредни услови. Повели Ајџан. Осум, 5, 4. Во моментов, тоа е бројката на заразени од коронавирус. А се сеќавам, како вчера да беше 26 февруари, кога беше диагностицирана првата пациентка со коронавирус. Истиот ден, Министерот за здравство излезе на пресконференција за да не убеди дека државата е подготвена за соочување со овој ужасен вирус. Таквите смирувачки тонови на министерот во наредните денови започна да се исполнуваат со се поголем број на пациенти заразени од вирусот. Бројката на заразени граѓани во нашата држава почна од ден во ден да се зголемува. Така, на 18 март за прв пат во нашата држава беше прогласена вонредна состојба. И само 3 дена подоцна беше воведен и полициски час. Сепак, бројот на заболени граѓани не престана да се зголемува. Наместо да броиме ластовички кои што ја најавуваат пролетта, ние секој ден напладне почнавме да броиме заразени од коронавирус. Кратко и јасно, нашиот начин на живење преку ноќ целосно се промени. Нашите животи повеќе не се исти. Нашето секојдневие целосно е сменето. Па така, студентите останаа без редовни предавања на факултетите. Училишните клупи се испразнети, читалните се напуштени. Никој нема одговор на прашањето како нашата младина ќе го комплетира своето образование, доколку ваквата состојба трае подолго време. Сведоци сме, оваа пандемија го загрозува формалното образование на младите луѓе, а со тоа ја загрозува и нивната иднина. Но стега и немаме многу време да размислуваме на тоа. Во вонредна состојба сме. Дека не живееме во нормални околности, не подсетува и податокот дека државните граници се затворени. Патувањето надвор од државата денес е речиси невозможно. Денес живееме во свет во кој повеќе не можеме да отпатуваме во странство и да ги посетиме нашите роднини. Празничните патувања во западноевропските земји, летувањето на море, зимувањето во Банско, Копаоник, Боровец, повеќе не се наша реалност. Не се наша реалност, затоа што живееме во време на вонредна состојба.
Таквата вонредна состојба почнува да го ограничува движењето и во рамките на државата. Воведен е полициски час, затворени сме дома, прошетките во парк стана огромна закана и опасност. Нема повеќе вежбање во теретани, ниту утринско пливање во јавни базени. Денес не можеме да го испиеме кафето со нашите пријатели во нашето омилено кафуле. Затворени се рестораните, кафичите, дискотеките. Вонредна состојба е. Но како се развива оваа вонредна состојба? Почнуваат да не загрижуваат многу посериозни работи, а не затворени кафичи, ресторани, дискотеки. Сведоци сме, огромен број граѓани остануваат без работа, без плата, без екзистенција. Почнуваме да легнуваме и стануваме со прашањето: дали за наредниот месец ќе можам да си дозволам да купам храна, сокови, лекови? Повеќе не сме сигурни дека овој месец можеме да врземе крај со крај. Загрижени сме, во паника сме, исплашени сме. Загрижени сме, во паника сме, исплашени сме, затоа што здравствените установи ги затвораат вратите за своите граѓани. Повеќе не ни се достапни за сите подеднакво. Се примаат пациенти само заболени од корона и пациенти со итни здравствени индикации. Другите ќе си почекаме, ќе си потрпиме. Вонредна состојба е. Ја чувствувате ли таа негативна енергија? Таа неизвестност и паника. Тој страв што вее во воздухот. Тоа чувство на немој и заробеност. Живееме еден цел месец во вакви услови без јасни одговори. 30 тешки денови во кои постојано го поставуваме прашањето: кога ова лудило ќе прекине? Па, драги мои пријатели, да ве поздравам и да ви посакам добре дојде во секојдневието на огромен број роми. Ова е нивното секојдневие. Тие живеат во вонредни услови и во време на нормални околности. Верувајте, за нив не е важно кога ќе заврши оваа криза. Тие постојано живеат во време на криза и вонредна состојба. Ви звучи нереално? Ќе пробам да ве потсетам. Ајде, да бидеме искрени, да признаеме, додека се грижите кога ќе се вратат учениците на училишните клупи. Потсетете се дека стотици ромски деца и понатаму ќе бидат оставени во улиците во нашите градови. Додека сте загрижени како ќе се заврши семестерот на факултет. Би сакала да ве потсетам дека огромен број млади роми нема никогаш да стапнат во амфитеатар, читална, библиотека. Деновиве сте загрижени дека вашите патувања во Италија на скијање, во Грција на море, во Австрија на бајни ќе бидат откажани, бидејќи граничните премини се затворени. Би сакала да ве потсетам дека во состојба кога граничните премини беа отворени, стотици роми беа брутално враќани од граница само поради податокот дека се роми. Зборувате дека сте нервозни, дека сте фрустрирани, бидејќи ви е ограничен пристапот до вашето омилено кафуле и вашите прошетки во парк. Може би сега ќе имате малку повеќе време да се потсетите на моментите кога на роми, само поради податокот дека се роми, им беше забранет пристапот токму во кафулето, каде вие го пиете кафето со вашите пријатели. Да, токму тоа кафуле во кое сега и на вас ви е забранет пристапот. Како што ви е забранет пристапот во теретаните и јавните базени. Истите оние теретани и јавни базени кои одлучуваат да го затворат влезот за роми само поради нивната припадност. Може би сега ве обзема ужас кога ќе помислете како ќе го помините месецот без работа, без плата, без екзистенција. Поголем дел од ромите тоа го живеат, односно го преживуваат секој ден во годината. За нив борбата не е месец за месец, туку ден за ден. Слушам ве плаши прашањето дали ќе има доволно храна, вода, средства за хигиена, дали ќе има доволно електрична енергија.
би сакала да ве прашам, дали некогаш сте се запрашале колку ромски семејства си легнуваат гладни секоја вечер? Дали сте се запрашале колку ромски населби живеат без вода, без електрична енергија и во импровизирани куќи? Се прашувате дали ќе има доволно место во здравствените установи за вас? Дали докторите ќе ви посветат доволно внимание? Дали соодветно ќе ве лекуваат? Се прашувате дали ќе има лекови за вас? И додека ги поставувате овие прашања, би било добро да се потсетите на сликата кога роми, оставени во болнички ходници, да чекаат и чекаат со часови за да бидат прегледани. Чекаат, а додека чекаат, дополнително се дискриминирани само поради податокот дека се роми. Да бидеме искрени, голем дел од ромите ваквото чекање и дискриминација и не ги поминуваат. Не ги поминуваат поради податокот дека немаат здравствено осигурување. Затоа, драги мои сограѓани, денес стојам пред вас и го поставувам прашањето. Дали сега, кога почувствувавме како е да се живее во време на криза, или попрецизно, како живеат голем дел од ромите и во нормални услови, ќе прекинете ли да игнорирате пандемијата која владее меѓу ромите? Дали конечно ќе ги отворите очите за вонредните услови во кои што живеат ромите? Услови за кои сите ние останавме глуви и слепи предолго. Доволно беше хипокризија, доволно беше лицемерие, доволно беше себичност. Време е за мерки. Време е сите заедно да тргнеме во потрага по лекот против коронавирус, но и лекот против дискриминација, и лекот за подобрување на општествената, економската и социјалната положба на ромите. Време е за живот без пандемија. Време е. Бахтало, овтото април. Благодариме, Ајджан. Точно, ова што ни се случува во моментов можеби не е фер, но го промени нашиот начин на живот. Свесни сме, оваа пандемија ни го загрозува секојдневието, но ајде да се запрашаме за оние животи кои се секојдневно во вонредни услови. Ајде да бидеме искрени, да признаеме што се случува околу нас. Доволно бевме слепи и глуви за вонредните услови на голем број од ромите. Третиот оратор е студентот Хајдар Зекир од Скопје, студент на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и интериер при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Ќе говори на темата да ставиме крај на ова ужасно молчење. Повели Хајдар. This part of the bus for the colored race. Тоа беше пораката во текот на 19-тиот и 20-тиот век за афроамериканците кои се возеле со автобус во Америка. Целиот 19-ти и почетокот на 20-тиот век афроамериканците се возеле во последните седишта од автобусот и истото го прифаќале како нормално. Го прифаќале како нормално и молчеле. Молчеле. Се додека една црна жена потен најнормално се качила во автобусот и си седнала мирно на предното седиште. На тој начин, оваа жена, познаатата Роза Паркс, запомнете, Роза, го прекинала молчењето на афроамериканците. Тоа беше крајот. Оваа приказна доаѓа од Америка. Често кога говориме за такви теми, зборуваме за настани далеко од нашето општество. Но јас не сакам да биде така. Затоа ве повикувам, ајде да го свртиме погледот кон нас и да видиме каква е состојбата кај нас. Како ние реагираме на вакви настани и дали ние се уште седиме на последните седишта од автобусот. Случај број 1. Бел тен, зелени очи, плава коса. Убава девојка вработена во приватна болница како медицинска сестра, која си ја вршеше работата како секоја една друга медицинска сестра. Но односот кон неа се менува, откако вработените дознаваат дека е ромка. Набрзо добива отказ.
Зашто? Па се разбира поради тоа што е ромка. Случај број 2. Студент се качува во автобус, си ја поништува картата и си седнува на седиште. Но набрзо двајца контролори се упатуваат кон него и одлучуваат насилно да го изфрлат од автобусот. За студентот следат закани, омаловажувања, навреди. Зашто? Па се разбира поради тоа што е ром. Истепан возач во автобус од страна на непознати лица и непознати причини, додека во најдобар ред си ја вршеше работата. Во ЈСП, јавното силеџиско предпријатие. Погодувате повторно? За ром станува збор. Случај број 4. Паметен и упорен средношколец, омаловажен од страна на професорот, дека предметот што го посетува не е за него и не ќе може соодветно да ги изврши задачите по тој предмет. Не треба да ми напоменам веќе дека станува збор за средношколец ром. Го предпоставувате тоа, нели? Тука би сакал да ви поставам неколку прашања. Што мислите? Што имаат заедничко овие случаи што ви ги кажам? Што препознавате во нив? Дали вие сте биле сведоци или актери на вакви настани? Ќе ви помогнам во одговорите. Сте биле. И знам дека ги знаете овие луѓе за кои зборува во претходно наведените случаи. И овие случаи имаат две заеднички работи, кои може да ги препознаеме во нив. Првата е дека станува збор за роми. А втората работа е дека во сите нив препознаваме дискриминација. Да, дискриминација. Тој збор што толку често го слушаме, дискриминација, дискриминација, дискриминација. Насекаде околу нас дискриминација. И како ние реагираме на дискриминација, како ние реагираме на вакви настани. Ние и понатаму послушно се возиме на последните седишта од автобусот. Молчиме, молчиме, молчиме. Молчиме сите и сите дозволуваме да бидеме предмет на исмејување, заканување, навредување. Па тука го поставам прашањето, зошто и до кога планирате да молчиме и да бидеме предмет на дискриминација? Ова прашање го поставувам до сите. Го поставам и до мене лично. Така често си го поставам прашањето, зошто молчев во средно училиште на дискриминацијата кон мене од страна на моите соученици? Зошто молчев кога кон мене се обраќаа навредливо со тој по нив глуп акцент на кој ромите зборуваат македонски јазик? О, брат, кај си, што? Молчев. Но уште полошо, и јас почнав да се смеам заедно со нив како некој лут човек. Се смее, а ужасно се чувствува во тој момент. Навредено, понижено, тажно. Но сепак стоев таму скочането, бидејќи не знаев како да реагирам. Истиот ден се вратив дома и ја раскажав случката на моите родители. Очекував да ми дадат одговор како да се спротивставам на ваквите настани. Добив навистина интересен одговор. Деве па ти си неаман, одма скокаш. Остај го, нека зборува, игнорирај го. Еден ден ќе види дека не му обрнуваш внимание и ќе прекине. Наведи си ја главата и продолжи си го денот. Така и постапив. Ја наведнав главата и продолжив да молчам. Продолжив да молчам уште цели 3 години, бидејќи ја немав најпотребната и најсилната поддршка. Поддршката од моите родители. Но реалноста дека треба да се наведне главата и да се молчи, доаѓа од младите луѓе. Моите другари. Убаво се сеќавам
дека пред неколку месеци им кажав на моите другари дека ќе има протест организиран од страна на ромските студенти против бруталното однесување на ЈСП контролорите кон студент ром кој се возел во автобус почитувајќи ги сите правила. И знаете што? Наместо да дадат поддршка и наместо да се приклучат кон протестот, јас од овие луѓе добив исмејување на ромските студенти и зборови кој од кој полош. Вие таму што работите во организации што сте студенти, сите сте ретардирани. Просто не можев да поверувам како овие луѓе ги критикуваат оние кои одлучуваат да не молчат. Како овие луѓе не согледуваат што се прават ромските студенти, апсолвенти, алумни, интелектуалци, како што уште сакаат да ги наречат. Не можев да поверувам како не согледуваат дека овие луѓе се борат и за нивно добро. Не можев да поверувам како не согледуваат дека со нивното однесување не сопнуваат во обидите за промени. Како не согледуваат дека овие луѓе представуваат пречка во општеството и како не согледуваат дека се идиотите за кои минатата година говореше Руфат Демиров. Идиотите на кои не треба да им се молчи. Но, додам чекор понатаму. Јас мислам дека и нашата држава се однесува идиотски. Тука го поставувам прашањето, каква е таа држава и власт која молчи кога ромите се дискриминираат во градинки, факултети, училишта, болници, паркови, базени, кафулиња, театри. Каква е таа држава и власт која молчи кога ромите се дискриминираат при вработување, при аплицирање на конкурси, при известување на медиуми? И каква е таа држава и власт која молчи кога ромите се предмет на полициска бруталност, ЈСП бруталност, општествена бруталност? Толку ли ви е тешко да ја видите неправдата кон ромите од тие ваши скапи, големи, удобни кожни фотели? Толку ли ви се сладки платите, па поради нив го вртите погледот и молчите на дискриминација и бруталност и навредување? Очигледно ви се многу сладки. На сето ова го поставувам и прашањето: каде се ромските политичари и најголемата ромска општина Шуто Оризари? Тие треба да бидат првите кои ќе бараат од државата да прекине да молчи кон ваквиот однос на ромите. Тие треба да бидат првите кои ќе трагаат по решенија за ваквите случаи. Навистина си имаме наши представници во парламентот и владата, но реалност е исто како да ги немаме. Нашите представници молчат, молчеле со децени и продолжуваат да молчат. Одлични глумци. Одлично глумат дека се грижат за ромите и ромските права од било кој аспект. Жално. Знам дека е жално. Но таквата реалност треба да ја смениме, а не да се жалиме. Затоа ве молам да ставиме крај на ово ужасно молчење. Свесни сме дека можеме. Но стравот и несигурноста си го прават своето. А реалноста е дека со мала промена може да достигнеме големи цели и успеси, секако подобра, поуспешна и помирна иднина. Креативни сме, паметни сме, го имаме најакото оружје на светот, образованието. Тука сме, не има, голема група сме, да се поддржиме. Идиотите оставете ги на страна. Да не дозволиме да не делат со лаги, манипулации и омраза. Да го победиме стравот, да бидеме војници, војници од првиот борбен ред, војници за промени, упорни, еден до друг, рамо до рамо,
да создадеме, градиме, дизајнираме, китиме иднина, во која дискриминацијата ќе биде само бледа сенка во минатото. Сетете се малце на Ганди, Лутер Кинг, Роза Паркс. Овие луѓе не се ништо поразлични од нас. И ние сме луѓе, и тие се луѓе. Кога они можеле во тоа време да направат промени и да се борат, зошто ние да не можеме денес во 21 век? Затоа, прекинете да молчите и седнете на предното седиште од автобусот. Бидете нашата роза. Роза со која сите ние утре ќе се гордееме, исто како што афроамериканците се гордеат со нивната роза. Благодариме, Хајдар. Да се прекине, да се молчи на дискриминацијата која се врши врз ромите, да го прекинеме молкот кој трае со години и трпиме еден таков товар. Особено да прекинат да молчат власта, државата и особено младите интелектуалци роми. На ваковиот однос кон ромската заедница. Свесни сме дека можеме, меѓутоа сме пасивни, се плашиме и несигурни сме да го кренеме нашиот глас против дискриминацијата, бруталноста, исмејувањето, игнорирањето и навредувањето на ромите како заедница од било кој аспект. Прекинете да молчите. Сега го повикувам Надер Усен, асистент на Сдружение на граѓани Рома Верзитас, да ја додели наградата за најдобар есеј за најактивниот студент на генерацијата кој што придонесува за ромската заедница. Повели, Надер. Благодарам, Шенас. После објавениот повик, разгледани се есеите од студентите. Според критериумите, Рома Верзитас со задоволство му ја доделува наградата за најдобар есеј за најактивниот студент на генерацијата што придонесува за ромската заедница на Сирхан Усейн. Честитки, Сирхан. Сега преминуваме во делот на наградувањето. Ја повикувам Селика Алили, финансиски офицер на Сдружение на граѓани Рома Верзитас, да ги додели наградите за најдобрите студенти според нивните просеци. Повели, Селика. Здраво на сите, ти благодарам Шена за најавувањето. Како што знаете, во претходниот период Рома Верзитас имаше повик за најдобар студент според просек. Во тој период исто така правеше истражување за вкупниот просек на сите студенти роми во цела Македонија. Вкупниот просек според истражувањето изнесува 7,46. Сега ќе ги најавам добитниците на наградите за ваучери. На второ место со просек од 9,25 Сонита Фезовска. На прво место со просек од 10,00 е Сибела Мамудовска. Ви честитам, девојки, тимот на Рома Верзитас, како и лично јас ви посакуваме успеси како на кариерен, така и на приватен план. Ви благодарам. Благодариме, Селика. Нашата четврта говорничка е Ферзија Асановска од Битола, студент на економскиот факултет во Прилеп, на насоката сметководство и ревизија при Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Ќе говори на темата слободна или купена избирачка волја. Повели, Ферзија. Некогашниот британски прв министер Винстон Черчил еднаш рекол: демократијата е најдобриот облик на владење од тоа што сме пробале досега. И навистина, демократијата е најдобриот облик на владење со кој располагаме денес. Не е перфектен, но е најдобриот. Затоа постојано на сите страни го слушаме зборот демократија, демократија, демократија. Но би сакала да ве прашам, дали некогаш сте помислиле да го објасните поимот демократија? Дали сте помислиле да го објасните овој поим? Дали воопшто се водите по неговите принципи? Дали го почитувате? Не. Веројатно ова е одговорот на моите прашања. Толку многу се говори за демократија, а толку малку знаеме за неа. Па затоа ве повикувам да почнеме да размислуваме во насока што точно значува овој поим. Според големиот Абрахам Линколн,
Демократијата е владење на народот, од народот, во име на народот. Спој на народ и владење. Или како што старите грци би стакнале, демос народ, кратеин владење. Владење на народот. Но денес во 21 век најчесто под демократско општество подразбираме општество во кое владеат представници на народот, од народот, во име на народот. И тука секогаш се поставува прашањето кои се тие представници и дали навистина тие ги застапуваат интересите на граѓаните. Дали тие представници ја одразуваат слободната волја на граѓаните, бидејќи ако не е така, тогаш е големо прашање дали зборуваме за демократија воопшто. И тоа ме води кон прашањето дали кај нас избраните представници ја изразуваат демократската волја на граѓаните? Или да бидам попрецизна, дали кај нас ромите слободно ја изразуваат својата демократска волја при изборот на своите представници? Или пак со неа се манипулира? Молчите на овие прашања, драги мои гледачи. Молчите, а знаете дека на секои избори сме сведоци на купување на гласови кај ромите за 500, 1000, 1500 денари. Бидете искрени, признајте, колку пати сте слушнале за давањето на големи количини на храна и што уште не пред избори. Бидете искрени, признајте, колку често сте слушнале за вработувањата во јавната администрација пред избори. И ако овие примери се реалност, а јас тврдам дека се реалност, тогаш го поставувам прашањето дали нашите представници ја одразуваат нашата слободна демократска волја. Дали воопшто ќе излезевте на гласање доколку не ви пратија такси ве донесоја на гласање? Дали истите тие луѓе ќе ги заокружевте на избирачкото ливче доколку ги немаше оние фамозни 500, 1000, 1500 денари? Оние фамозни количини на храна? Оние фамозни вработувања во јавното предпријатие Комуналец? Сето ова, драги мои, ни говори дека не зборуваме за слободна избирачка волја, туку за купена избирачка волја. Купена избирачка волја која на некому ќе му овозможи да решава за милионски тендери. Вашите 500 денари наспроти нивните милионски тендери. Прилично демократски. Но, да бидеме искрени, во нашата држава, изразувањето на демократската волја не застанува со наградувањето, со морковот. Ако не може со морковот, тогаш во нашето општество игра и стапот, односно стравот. Не мора да следите политика во нашата држава за да бидете свесни дека нашето секојдневие е исполнето со притисоци, закани, страв. Често можеме да слушнеме. Ако не гласаш за нас, ќе останеш без работа. Ако не донесеш 10 гласови, ќе ти избркаме од работа. Ако одиш на протест, ќе ти избркаме од работа. Ако штрајкуваш, ќе ти избркаме од работа. Ако размислуваш со своја глава, ќе ти избркаме од работа. Дали ова ви изгледа познато? Дали ова ви изгледа дел од нашето секојдневие? Ако одговорот е да, тогаш да ви кажам дека вие и не живеете во демократско општество. Притисоците и заканите не се дел од демократското општество. Напротив, тие се дел од авторитарни и тоталитарни системи. Затоа, ваквата состојба мора да прекине. А кој треба да прекине ваквата состојба? Па првенствено одговорност има државата. Таа треба да реагира доколку согледува притисоци, закани, подкуп, манипулација на гласови. Државата, представниците на власта се тие кои треба да поддржуваат и заштитуваат демократијата. Но, кај нас сосема обратно.
тие се први кои ја загрозуваат. Ке ве потсетам дека во нашата држава под палка на министри се одвиваше процесот циган по циган за уши на гласање. Тоа ли се, драги мои, представниците за кои го даваме нашиот глас? Тоа ли се вашите представници? Тоа ли се нашите представници? Што велат дека циган по циган ке не влечат за уши? Не. Не. Тоа не се моите. А тоа не треба да бидат ниту вашите представници. Ние не сме овци. Ние сме граѓани на оваа држава. Граѓани кои сакаат да живеат во демократско општество. А нема да имаме демократско општество доколку продолжиме да си играме со морковот и стапот. Одговорноста лежи во секој од нас. И баш затоа ве повикувам. Не го продавајте вашето право на глас. Пред вас генерации го давале својот живот за да имат право да гласат. А вие денес го продавате. Спротивставете се на притисоците и заканите. Бидете бунтовни. Размислувајте со своја глава. Знам дека е тешко, но Достоевски убаво кажал: моќта ни е дадена на сите. Треба само да ја најдеме храброста во себе и да тргнеме кон тоа што го сакаме. А што сакаме? Сакаме слободно општество, демократско општество, општество без страв, општество без дискриминација, еднакво општество. Општество во кое ќе можеме да живееме достоинствено. Затоа ве повикувам. Тргнете на патот на Ганди и бидете промената која сакате да ја видите во светот. Бидејќи патот за промени е отворен. Придружете ни се. Благодариме, Ферзија. Примерите кои ги посоочи нашата четврта говорничка во 21. век имаме демократија, но дали е слободна нашата избирачка волја во нашата држава? Во Уставот на Република Северна Македонија стои дека сите имаат право на свој избирачки глас. Затоа, гласот на граѓаните треба да биде слободен, бидејќи граѓаните треба да создадат едно демократско општество. Нашиот пети оратор е Боријан Евтимов од Скопје, дипломиран правник, во меѓувреме е запишан на втор циклус на студии на Правниот факултет Јустинијан I во склоп на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Ке говори на темата "Индиферентноста убива". Повели Боријан. Почитувани сограѓани, сега сте дома. Меѓутоа, кога ги излезете надвор, сакам да погледнете околу вас и да најдете некој кого не го познавате. Може би некој кој не изгледа како вас, од различен пол, етничка припадност или возраст. Погледнете го убаво и запрашајте се, дали сте спремни да се борите за таа личност, како што сте спремни да се борите за себе? Дали сте спремни да се борите за неговите права, како за вашите? Дали сте спремни да се борите за него, како за ваш брат, сестра, мајка или татко? Ако сте спремни да го направите тоа, не само што ќе надминеме дискриминацијата, не само што ќе го спречиме прекршувањето на основните човекови права, туку заедно ќе го трансформираме ова општество. Ќе го трансформираме и ќе изградиме заедница во која нема да има простор за нееднаквост, дискриминација и доминација. Ќе изградиме заедница во вистинска смисла на зборот. Заедница во која солидарноста ќе биде основна вредност. Заедница во која граѓаните ќе соработуваат без разлика на нивната етничка припадност, родов, полов, сексуален или било каков друг идентитет. Да бидеме искрени, повеќето од нас не се спремни да го направат тоа. За жал,
кај повеќето од нас недостига основна, најмала солидарност. Па седиме во сопствената комфорна зона, незаинтересирани за проблемите на другите, активирајќи се само директно кога ќе бидеме засегнати. Еве, да почнам од мене. Јас ја имам среќата да живеам лагоден живот. Припадник сум на мнозинска етничка заедница, на привилегираниот пол, потекнувам од семејство кој има пристојни финансиски услови за живот. Како таков, не се соочувам со екзистенционалните проблеми со кои се соочуваат голем број на мои врсници. Како таков, долги години воопшто не се интересирав за ромското прашање. Сметав дека дискриминацијата речиси и да не постои. Од привилегирана позиција, сметав дека ситуацијата во која се наоѓа дел од ромското население е негова вина. Израснав обкружен со голем број на стереотипи, одвратни шовинистички тези, тези дека ромите се лажливи, кратци, мрзливи и што уште не. Овие тези ги прифатив како факти, а не познавав ниту еден ром. Живееме во истиот град, чекориме по истите улици, се возиме во истите автобуси, а сепак не се познаваме меѓу себе. Со текот на времето, како што растев, како што учев, како што созревав, овие стереотипи ги отфрлив. Меѓутоа, проблемите на ромската заедница се уште ми останаа абстрактни. Не се потрудив да си го нарушам комунитетот, да се информирам и да се вклучам во борбата на ромската заедница за човекови права и подобар живот. Оваа приказна постојано се повторува и повторува. Од една генерација на друга генерација, на трета генерација. Недостига солидарност кај пензионерите, недостига солидарност кај возрастните, недостига солидарност кај младите. Младите роми се дискриминирани и немаат можност да го реализираат својот потенцијал, а ние сме слепи на таа системска дискриминација. Ние сме слепи на системската дискриминација кон ромите и ние сме глуви на нивниот крик за човекови права и слобода. Остануваме индиферентни, незаинтересирани и себични, а нашата индиферентност ги убива со ништата нејадници млади роми. Време е тоа да го промениме. Време е да ги извадиме розевите наочари и да ја погледнеме реалноста. Ние, како млади луѓе, мораме да раскрстиме со стереотипите останати од претходните генерации и да разбереме дека младите роми, младите македонци, младите албанци се исти. Етничкиот идентитет не разликува. Ние имаме исти потреби, исти соништа, исти цели. Етничкиот идентитет не смее да биде пречка ние да се запознаеме и да ги споделиме проблемите. Но не само да ги споделиме проблемите. Заедно да се соочиме и да ги надминеме предизвиците кои ни предстојат во нашиот живот. Бидејќи тоа се заеднички проблеми и тоа се заеднички предизвици. Доколку мојот колега Ром е грубо навредуван и исфрлен од автобус, само заради тоа што е Ром, тогаш тоа е и мој проблем, тоа е заеднички проблем. Доколку моите врсници роми немаат соодветна здравствена грижа, доколку ромките немаат пристап до матичен гинеколог, тоа е и мој проблем, тоа е заеднички проблем. Доколку моите колеги роми немаат можност, финансиска можност целосно да се посветат на образованието, бидејќи системот ги дискриминира од самото раѓање, тоа што е и мој проблем, тоа е заеднички проблем. Нашите проблеми, нашите потреби се тесно поврзани, а ние тоа не го гледаме. Чекориме по истите улици, се возиме по истите автобуси, ги користиме истите болници, учиме на истите факултети. А сепак, културолошките стереотипи не спречуваат да се запознаеме и да ги споделиме проблемите. Нашите врсници роми се соочуваат со директно кршење на нивните човекови права, а ние со нашата индиферентност и молк го одобруваме тоа. Доколку сакаме да ги решиме нашите проблеми како млади луѓе, мораме заедно да се вклучиме во борбата за човекови права и слобода на ромската заедница. Во време кога имаме неспорно кршење на човековите права,
кога генерации млади роми не може да го реализираат својот потенцијал, бидејќи системот ги дискриминира само затоа што се родиле во друга етничка заедница, ние како млади луѓе мораме да го нарушиме нашиот комфор, да раскрстиме со стереотипите и да поставиме солидарноста како основна вредност во нашата заедница. Мораме да се бунтуваме против дискриминацијата и угнетувањето на нашите врсници и целата ромска заедница. Мораме да тргнеме во борба за човекови права кои никако не смеат да бидат оспорени во 21. век. Кога постои дискриминација, кога постои угнетување, изборот е јасен. Додека еден човек е дискриминиран, додека еден човек е угнетуван, тогаш никој не е слободен. Доста беше колективно слепило. Доста беше угнетување, доста беше дискриминација. Време е да се разбудиме од колективниот сон и да тргнеме заедно во борба за човекови права и подобар живот на ромската заедница. Бидејќи тоа е и моја битка, тоа е и ваша битка. Тоа е битка во која мораме да победиме. Благодариме, Боријан. Индиферентноста на другите етнички заедници во однос на проблемите со кои се соочува ромската заедница, дополнително ги продлабочува овие проблеми. Младите од другите етнички заедници мора да бидат солидарни со ромската етничка заедница и да се вклучат во незината борба за човекови права и подобар живот. Последниот, шестиот оратор поред е Денис Арслановски од Битола, дипломиран графички инженер, во моментов е запишан на втор циклус на студии на Економскиот факултет во Прилеп. На насоката за менеджмент на човечки ресурси ќе говори на темата од колено на колено. Повели, Денис. Си било еднаш едно дете. Живеело во многу убав град. Овој град е опрен во многу песни. Изобилува со голема историја и со прекрасна стара архитектура. Овој град е познат по неговиот поплочен центар, како и по прекрасните цветни алеи, пространните тревници, како и по жуборот што доаѓа од многуте чешми и фонтани. Целиот град дише во елеганција. А такви се и неговите жители. Познати се по нивната убавина и префинето однесување. Ова е навистина еден многу убав град. А на само 10 минути од неговиот центар се наоѓа неговото волшебно мало. Мало во кој живее детето од мојата приказна. Тоа дете сум јас. Здраво, јас сум Ерџан. Многу сум убав, нели? Па исто како и мојот убав град и како моето волшебно мало. Се роди во 2002 година. Мојата мајка тогаш немаше здравствено осигурување, па мораше да ме роди дома, во нашата мала куќа со една соба. Но не грижете се. Се помина во најдобар ред. Тука беа тетките да ја помогнат. Искусни се тие. Па мајка ми не е прва што ја породиле. Порано во моето мало, тетките скоро секој ден помагале некому да дојде на овај свет. Волшебно е моето мало. Ама и весело да ви кажам. А весело било и јас кога сум се родил. Моите многу се израдувале. Викнале музика и 2 дена славеле. А посебно славеа кога дознаа дека за мене ќе добијат извод од матична книга на родени. Зашто во моето мало не секој има извод од матична книга на родени. Еве и мојот постар брат не има извод од матична книга на родени. Но додека растевме, тоа не ни беше и толку важно. Важно ни беше тоа што сме заедно. Се сакавме и по цел ден си игравме во нашата мала куќа. Ама да ви се пофала малку. За некоја година нашата мала куќа доби уште една соба и купатило. Стана идеално место за играње криенка. Пошто кога ќе снемаше струја, ќе му се скриев на брат ми и тој со сати не можеше да ме најде. Често игравме криенка, зашто и често снемуваше струја. Сега ме подсетивте на една многу ладна зима,
кога повеќе немавме, него ли што имавме струја. И целото мало беше во мрак, а ние децата се изнигравме криенка. Ама и се санкавме, си игравме со снегот, правевме снешковци. Немавме капи, ниту ракавици, ама си игравме. Само кога ќе ми текне колку бевме весели. Премрзнати бевме, ама срцата ни беа топли. Мајка ми кога ќе не видеше така смрзнати, ќе почнеше да вика по нас. А татко ми ќе речеше: "Жено, остави ги децата, нека играат, скокаат. Сигурно таму ми е потопло, него ли во нашата ладна и мрачна куќа." И навистина, нашата куќа таа зима беше многу ладна. А ние најчесто гладни. Зима. Тешко е со работа, па моите немаше од каде да спечалат некој денар. Кога ќе ми текне на таа зима, ја памтам по многу работи. Истата зима замрзна и водата во цевките во долниот дел на градот. Кај нас не замрзна, зашто до нашата куќа и нема цевки. Да ви кажам, кај нас вода немаме ни лете, ни зиме. Татко ми и мајка ми вика тоа е поради гуп-дуп. Не знам ја што е тоа. Ама не сме само ние. Ама ете и ке Джанер дома немаат вода. И ке Рамис и ке Фикрие. Многу куќи сме оставени така без вода. Ама се снаоѓаме ние. Подолу имаме добри комши. Ти имат вода. Подниме од кај нив. Нивната чешма тече убаво. Веројатно тие се знаат со чичко гуп и дуп, што им ставиле цевки и вода. Ај, вода! Кај нив на улиците има и асфалт. Кај нас горе во волшебното мало, на улиците нема асфалт. Нашите улици се кауливи и прашливи. Татко ми и мајка ми до ден денес многу се нервираат поради тоа. Посебно после обилните дождови и снегови, кога калта ја поплавува целата наша куќа. Ама да ви кажам, додека јас бев дете, тоа многу и не ми сметаше. Зашто по цел ден си играв и шлака во калта. Ама како растев, има все помалку време за играње. Заедно со брат ми моравме да му помагаме на татко ми во работата. Тој работи од млад. Многу вреден човек. Работи се што ќе стигне. Копа јами, цепе дрва, каде и да го викнат. Со брат ми многу научивме од него. Тој по цели денови работи. Токму затоа не му беше баш сеедно кога јас требаш да тргнам во училиште. Тоа значеше дека тој и брат ми ќе остана да работат сами. Ама некако го убедивме, па за разлика од брат ми, јас тргнав на училиште. А таму ме дочека нов свет. Учев да читам, да пишувам, учев да сметам, цртав. Навистина многу сакав да учам. На почетокот ми беше малку тешко, затоа што требаш да пешачам до училиштето повеќе од 30 минути со скинати патики. Ама се навикнав. Затоа што многу сакав да учам, тоа речи си не го забележував. Но она што секој ден го забележував, беше дека ниту еден мој соученик не сакаше да седи со мене во клупа. И секој ден се прашував: зошто ниту едно дете не сака да си игра со мене на големиот одмор? Може би поради мојата скината блуза, или ради моите кауливи патики, или заради тоа што чудно зборувам македонски. Постојано се прашував, зошто децата ме гледаат чудно, со подсмев, а некогаш и со презир. Тоа навистина многу тешко ми паѓаше. Исто како што тешко ми паѓаше, кога ќе одев дома и немаше кој да ми помогне со домашните задачи. Зашто пред мене никој од мојата фамилија не одел во училиште. Токму поради сето ова, моите родители често размислуваа да ме отпишат од училиштето. Ама мојата учителка не даваше.
и често пати се расправаше со нив. Се сеќавам на еден состанок им рече: не, местото на Ерџан е тука во училиштето, да учи, да се развива. Само така Ерџан ќе има подобра иднина. Мојата учителка беше навистина добра жена. Таа ми помагаше во се што можеше. Таа ми помогна да се запишам и во средно училиште. И еве, денес сум матурант. Завршувам за физиотерапевт. И сум супер одличен. Ама и моите многу ми помагаат. Татко ми и брат ми работат, за јас да можам да учам. Многу се мачат. Ама јас тоа ќе го сменам. Од септември ќе се запишам на факултет. И многу ќе учам, а ќе одам и на пракса. За нас ромите сега има многу помош за образование. Може не стига за се, ама берикјат. Планирам кога ќе го завршам факултетот, да се вработам, па ќе се женам. Заљубен сум. Многу се сакаме. Таа е 3-та година. И се договоривме, кога ќе се земеме, и двајцата ќе се вработиме. И ќе си купиме куќа подолу, во градот убав, кај што има струја, вода, асфалт, се. Ќе се ги земеме и старите. Да одморат малку од волшебното мало. Да видат и тие малку живот. Заедно со мојата љубена. Само малку мојот телефон. Љубената е. Трудна. Ми пишала дека е трудна. Направила теста, потврдил гинекологот. Ама рано е. Рано е да станам татко. Што ќе биде сега со моите сониша за факултет и подобра иднина? Нема веќе занесување. Мора да станам маж. Да најдам работа. Ќе имам дете за гледање. Мој дете. И тоа ќе се роди и ќе расте во волшебното мало, но во убав град. Сега знам и како ќе го викаме. Ќе го викаме Ерџан Джуниор. Благодариме, Денис. Последниот говорник за денешниот настан ни посоочи за темата која што е чувствителна и табу тема во секојдневието. Ораторот зборуваше за граѓаните кои со генерации се заглавени во магичниот круг на длабока сиромаштија, за оние со кои живееме во изград, а нивните животи остануваат мистерија за нас, да не подсети дека и тие се наши сограѓани, пријатели, роднини, луѓе како мене и тебе. Честитки за нашите 6 оратори, кои говореа на теми кои се сензибилни за роми. Сите говорници ги заокружија нивните настапи, беа спремни, без влакна на јазикот, отворено да говорат за состојбата на ромите, да го искажат својот став и да ги упатат своите препораки. Ораторството е уметност, која доува емоции. Овие 6 храбри оратори денес го отворија своето срце. Сите тие денес успеа преку својот говор да го искажат својот гнев, став, загрозување кон сета таа неправда, но и гордост и умешност за пренесување на гласот и стравот на студентите роми. Сега го повикувам Надер Усен, асистент на Сдружение на граѓани Рома Верзитас, да ги додели ваучерите и благодарниците на јавните говорници оратори. Здраво на сите! Во рамки на денешниот настан сакам да им се заблагодарам на сите кои што несебично помогнаа да се снима и одржи овој настан. Иако секоја година го правевме ова во чест на Светскиот ден на ромите 8 април, сепак значењето на тоа што денес се одржува во оваа ситуација е токму посветено на нашите великани, на нашата заедница, на нашите оратори. Сите се наоѓаме во една поинаква ситуација, но ние во рамки на Рома Верзитас се обидуваме да го извадиме најдоброто во виделина. Нашите оратори успеа и денес, по 3-ти пат во 3 последователни години, да го победат стравот и да говорат на својот начин на темите за кои не интересираат. Во знак на благодарност, Рома Верзитас на сите студенти им доделува благодарници во знак на посебна чест. Да ги прочитаме нивните имиња, затоа што нивните говори денес ќе оставаат траг во нашата заедничка иднина. Нејас Рушидов, Ајџан Маликовска, Хајдар Зекир, Ферзија Сановска,
Боријан Ефтимов, Денис Арслановски. Верувам дека заедно со нашите оратори стравот за јавно говорење го надминавме. Почитувани, ве поканувам да ги практикувате препораките од страна на нашите јавни говорници и оратори. Велат дека времето брзо изминува. Да, вистина е, стигнавме до крајот на денешниот настан. Почитувани гледачи, ви се заблагодарувам што не следевте во овој момент. И ве поздравувам следната година да го обележиме Меѓународниот ден на ромите, како што го обележуваме и секоја година. Ви посакувам пријатна вечер.